дали Гевгелискиот суд можел да издаде наредба за претрес кај Владимир Панчевски? За мене така на прва топка е, ајде да речем, дискутабилно. Зошто? Затоа што до сега таква пракса нема. Има една одредба во Законот за кривична постапка која што вели дека ненадлежниот суд, во случајот да предпоставиме Гевгелискиот, е должен да ги преземе оние действија во постапката за кои постои опасност од одлагање. Дали може оваа одредба да го покрие тоа? Не сум сигурен, но ќе разберете дека тоа обвинителство постапува во едни околности кога, иако земеме состојба во која веројатно проценили дека има потреба од ликност, ќе останам на оценката дека е дискутабилно и дури ќе проширам таа дискутабилност дошто баш Гевгелискиот, но повеќе немам што да изјавам во ова. Може СЈО според вас се уште да покренува истраги и обвиненија? Мислам дека треба да бидеме легалисти и да гледаме во таа настаната ситуација да овозможиме тие девијантни појави кои ги имаше во државата, конкретно со тоа енормна голема бројка на слушање, да имат соодветно решение и судска разрешница.